Во ова издание на Newsflash ке гледате. САД и земјите од Г7 објавија нови санкции против Русија како и мерки за отсекување на Русија од индустрискиот и технолошкиот сектор. Русија би можела целосно да ја прекине испораката на газ во Европа со цел да го зголеми нејзиното политичко влијание по инвазијата на Украина. Гласот на Америка ексклузивно ве носи во американската воздухопловна база Ајлсон во Аљаска. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. САД објавија нови санкции против Русија заедно со другите земји од Г7 групата како одговор на нејзината војна во Украина, вклучително и мерки за отсекување на Русија од материјалите и услугите потребни на руските индустријски и технолошки сектори. Белата куќа соопшти дека САД ќе одвојат $7,5 милиарди како дел од напорите на Г7 да ја помогна на Украина да ги покрие своите буџетски потреби и дека владите превземаат долгорочна безбедносна посветеност да ја обезбедат на Украина финансиска, хуманитарна, воена и дипломатска поддршка онолку колку што ја е потребно. Дополнителните специфични американски санкции вклучуваат и блокади на руски државни одбранбени предпријатија и одбранбени истражувачки организации, ограничување на способноста на Русија да ја надополнува опремата што е изгубила во војната и забрана за увоз на злато во САД. Руските трупи пак денес извршија гранатирање во источниот град Лисичанск, обидувајќи се да ги завземат последното преостанато украинско упориште во провинцијата Луганск, откако ја превзедоа контролата врз соседниот Северодонецк. Гувернерот на Луганска Серхи Хајдај рече дека штетата во Лисичанск била катастрофална. Покрај тоа, руските сили во неделата извршија и нови ракетни напади врз двата најголеми градови во Украина, главниот град Киев и Харков. Американскиот претседател Џо Бајден рускиот напад врз Киев го нарече варварство. А Меѓународната агенција за енергија предупреди дека Русија би можела целосно да ја прекине испораката на газ во Европа со цел да го зголеми нејзиното политичко влијание по инвазијата на Украина. Во меѓувреме Европа се обидува да избегне енергетска криза оваа зима. Русија во голема мера го ограничи протокот на газ кон Европа изминативе денови. Кремљ обвинува на технички проблеми предизвикани од санкциите. Европа пак го обвинува Кремљ за геополитичка игра. Целосен прекин на испораката на газ би довело до енергетска криза во Европа, вели аналитичарот Том Марзек Мансер. Снабдувањето на газ од Русија во овој момент е буквално 1/4 од тоа како беше пред една година. Тоа е многу слабо и предизвикува загриженост. Обезбедувањето резерви пред предстојната зима ќе биде многу потешко. Европа сака да ги пополни незините резерви со газ до 80% до ноември. Во овој момент капацитетот на резервите изнесува околу 55%. Високата цена на газот по инвазијата на Украина е во корист на Русија. Многу пари се заработуваат во краток период, што веројатно ќе го обезбеди Газпром за најмалку неколку наредни години. 1/3 од газот во Германија доаѓа од Русија. Владата објави дека незиниот вонреден план за газ влегол во втора фаза на алармантност, повикувајќи ги германците да ја намалат неговата употреба. Од сега натаму резервите на газ во Германија се ограничени. И потрошувачите мора да бидат дел од решението, вели аналитичарката Клаудија Кемферт. Се очекуваше дека ваквата ситуација ќе дојдеше порано или подоцна, но она што сега е најважно е дека правиме се што можеме за да заштедиме газ. Тоа ја вклучува и индустријата, зголемувајќи го стравот дека енергетската криза може да ја втурне Европа во рецесија. Секторот за индустријска побарувачка и енергетскиот сектор ќе мора да имаат клучна улога во зачувувањето на гасот. Гледаме предлози од многу влади во Европа да се дозволи на тамошна употреба на јагленот. Тоа е спротивно на заложбата на Европа да ја укине употребата на јагленот и другите фосилни горива. Потребно ни е многу побрзо ширење на обновливите енергии. Европските лидери се мачат да најдат алтернативи за рускиот газ. Увозот на американскиот течен природен газ е зголемен значително. Европската унија неодамна потпиша договор да го зголеми снабдувањето со течен природен газ од Израел и Египет. Но аналитичарите велат дека Европа ќе има проблем да го замени рускиот газ пред зимата, а студената сезона ќе доведе до влошување на кризата.
И додека војната на Русија во Украина е во петтиот месец, а повеќето американски војници се упатија кон Европа во одбрана на источното крило на НАТО, растечката закана од Русија и Кина ги натера САД да инвестираат повеќе на далечниот север. Дописничката на Гласот на Америка од Пентагон Карла Баб беше во Аљаска во американската воздухопловна база, вредна повеќе милиарди долари. Полетување со F-16 на врвот од светот, на задното седиште со американските воздухопловни сили, над последната граница на Америка, Аљаска. Овој авион понекогаш лета побрзо од брзината на звукот. F-35, најновиот американски стелт млазен авион. Море од врвови покриени со снег, највисокиот во Северна Америка, величенствениот Денали. Пилотот, мајорот Лоид Рајт, наречен Бонд, плови по ова небо во последните 7 години. Сум летал на многу места во светот и ова е најдобриот воздушен простор на целата планета. Апсолутно национално богатство. Но американските борбени авиони не се тука поради погледот. Војската го нарекува стратешки воздушен простор, само што пристигнавме во Арктичкиот круг. Од тука борбените авиони може да стигнат до каде било на северната хемисфера со еден лет. Тоа е тешко да се разбере кога гледате во нормална карта. Но кога ќе погледнете во глобус, станува очигледно колку сме близко до северната хемисфера. Европа е веднаш преку Арктичкиот океан. Континентална Аљаска е на помалку од 100 километри од Русија, а Азија е веднаш преку Пацификот. Ние сме поблиску до Индо-Пацификот отколку што тие на Хавај. Со зголемените стравови од кинески и севернокорејски напади. Пред неколку години одделот за одбрана бараше да го затвори поголемиот дел од Ајлстон. Се тврдеше дека трошоците за работа и одржување на Ајлсон биле скапи поради животната средина и климата во Аљаска. На крајот, тие предложија голема реализација. Воздушниот простор е поголем од Флорида, токму овде на Аљаска, веднаш зад мене, и сето тоа беше на листата за затварање. Сенаторот од Аљаска Ден Саливан изјави за Гласот на Америка дека луѓето од Фербенкс, градот најблиску до Ајлсон, се во заден план. Поради тоа беше формирана и независна комисија за да ги процени промените во базата на Пентагон. Тие открија дека всушност нема да ги генерира оригиналните очекувани заштеди. Комисијата исто така тврдеше дека Ајлсон е важен како воздухопловна база бидејќи има големи воздушни дострели и обемни комплекси. По намалувањето, Ајлсон и нареди на својата ескадрила за обука од F-16 да останат, додека во 2016 година одлучија да додадат не една, туку две нови ескадрили од најновите авиони F-35. Овие борбени авиони вредат околу 5 милиарди долари, а Пентагон потроши дополнителни 600 милиони долари за изградба на повеќе писти, повеќе хангари, повеќе резервари за гориво, повеќе надоградби за да се сместат новите авиони и новите луѓе. Овде е секогаш прометно. На секои 20 минути прелетуваат авиони. Последните два авиони слетаа во април. Токму навреме, Саливан вели, за да ги одврати игрите за моќта на Русија. Тие вршеа мисии на бомбардери со Туполев, но ни требаа повеќе F-22 авиони за да ги пресретнеме. Веројатно повеќе од било кој друг пат во средината на 80-тите. Тие се агресивни и овде и единственото нешто што Путин го разбира, единственото нешто што според мене го разбира и Кси Џинпинг во оваа нова ера на авторитарна агресија е моќта. Новите F-35 во Ајлсон во комбинација со F-22 во базата на главниот град на државата и даваат на Аљаска повеќе од 100 борбени подготвени ловци од петата генерација. Тоа значи повеќе воздушна моќ од кое било друго место на земјината топка. Имаме уште вакви прилози, но за тоа во утрешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.
Thank you.